Како да се справиш со целата негативност, сите болни настани и како ти вешто да пловиш низ оваа негативна бура. Историјата од секогаш ни покажувала дека вакви настани се случуваат пред завршување на одредени циклуси и пред почеток на нови промени. Навистина се чувствува дека се наоѓаме на прагот на некакви големи промени, бидејќи сите системи во општеството, во социјалното окружување се распаѓаат. Историски се покажува дека кога нешто се распаѓа, се раѓа нешто ново. Но како ти вешто да пловиш низ целата оваа негативна бура и кои алатки и вештини ти се потребни за да се справиш со се што е околу нас и истовремено да носиш добри, мудри и позитивни одлуки за себе, за своите најблиски и како целата оваа негативност, болка да се isprocesira и покрај се како е. Се одвива еден процес, како еден вид бомбардирање преку информација, допира до секој еден човек. Нормално дека свеста на луѓето кај некој е поотпорна, кај некој не. Но мнозинството не се чувствува добро и едноставно не сака да живее во овој свет, особено младите. Затоа решив да го направам ова видео каде што ќе споделам напредни алатки за справување со целата негативност, болка, како се процесираат овие работи и нормално споделување на надеж дека ова ќе заврши и дека паралелно со сите негативни настани се случуваат и добри работи кои што медиумите воопшто не ги споделуваат. Кај секој допре оваа болка, но јас сега ќе споделам одредени вежби, процеси. И верувајте, без процеси и вежби, ја не може да вие секогаш ќе бидете на автопилот и секогаш ќе чекате некој да дојде од надвор, некој од надвор да ги реши работите, јас тоа го слушам секој ден. Да дојде некој председател, да дојде некој да реши нешто, да дојде некој месаја, значи не доаѓа некој. На кои 3 точки треба да обрнем внимание? Управување, значи прво е управување со внесна информации. Каква информација постојано внесуваш? Кој тип на информација постојано го гледаш и го внесуваш во твојата свест, во твојата посвест и во твоето несвест? Значи правење еден филтер, блокада, што може да влезе, а што не. Ние ако го погледнеме контентот по сите медиуми, ќе видиме дека мудрост многу малку се споделува. Најчесто се споделува негативна, бомбардирачка информација, се спроведува критикување и се спроведуваат некои навистина ниски работи. Сепак треба да сватиме дека технолошките компании живеат од кога луѓето критикуваат, коментираат. Што повеќе коментари, така технолошките компании успеваат да ги задржат своите конзументи подолго време на социјалните мрежи. Значи, таа интеракција со негативна содржина треба да има некоја рамка, треба да има некој филтер, треба да има некоја отпорност или ставање на граница стоп, веќе е премногу. Значи, тоа беше првата точка што мора да се обрне внимание, управување со информации. Точка број 2, селекција на контент. Мора внимателно да се селектира што нашето око гледа, што нашето уво слуша. Како ние примаме одредени слики, одредени видеа, одредени пораки, ако може да се стави еден голем знак прашалник дури и на ова сега што го слушаш. Вежба број 1. Мисловна мајсторија. Што значи мисловна мајсторија? Мисловна мајсторија е едноставно способност да можеме да направиме промена на перцепцијата на одредени настани. Значи, потенцирам уште еднаш. Мисловна мајсторија представува промена на перцепцијата на одредени настани, односно, што ти е значат. Ова е основното нешто, основниот модел како
ние можеме од само голтање на контент како да размислуваме, да влеземе во форма на критичко размислување, промена на перцепција и малку да се прашаме себе која е играта позад играта и дали ова што се сервира е целата вистина. Како ние од ова да се повлечеме, да може да размислиме во мир што ќе направиме и во кој смер ќе оди нашиот живот. Бидејќи реално овие настани ќе влијаат на многу крупни одлуки кај голем дел од колективот. Колективот се наоѓа пред голема промена, односно пред потреба од длабока трансформација, бидејќи луѓето веќе не прифаќаат статус кво. И што реално би значила оваа вежба, мисловна мајсторија? Наместо да размислуваме светот е лошо место за живење, ова можеме да го преформулираме. Дека всушност светот се менува. И јас одбирам да допринесам позитивно. И сега главниот дел од вежбата. Како да размислувам јас да ми придонесе јасност наместо страв? Што можам да направам денес за да останам во мир во мојот дом, во моето семејство, во мојот двор, бидејќи реално во мојот двор нема нереди, нема собири, нема еден бит војна. Мојот двор е окей. Јас можам да излезам, едноставно малку да се смирам, да размислам трезвено, како јас, да може и покрај се како е, да isprocesирам она што морам да го isprocesирам, за да можам да продолжам да делувам позитивно, колку што се може. Бидејќи видете, матрицата има особина на вшмукување. Моментот кога ќе отворите социјални мрежи, едноставно самата матрица е толку со голем напој што буквално ја вшмукува вашата свест. И мора да ставиме филтер, едноставно да се одделиме од сите тие настани, зошто? Бидејќи тие ќе придонесат да ние направиме поразителни одлуки за себе. Секако би сакала да потенцирам дека многу позитивни настани се одвиваат паралелно со овие негативни, бидејќи универзумот е направен на принцип на баланс. Секогаш кога се случува голема негативност, по законот на универзумот, односно четвртиот закон херметички на поларитет, значи по законот на поларитет ќе мора да се случи позитивен настан. Едноставно тоа е закон на универзумот, каде што после окуп негативни настани ќе мора пендулумот да удри обратно, односно да почне да се случуваат позитивни настани. И да резимираме првата вежба, мисловна мајсторија, каде што наместо да го повторуваме образецот на светот е лошо место за живење, да направиме промена на овој програм, а светот се менува и јас одлучувам да допринесам позитивно. Вежбата број 2 ја посветив за сите оние емпати, сензитивни луѓе, чувствителни луѓе кои што ги чувствуваат на енергетско ниво овие тешки енергетски таласи. Знам дека некои од вас веќе вежбаат визуализации, но ќе кажам за сите оние кои што, например, не го практикуваат тоа или го практикуваат спорадично. За сите емпати, сите чувствителни луѓе препорачувам визуализација буквално да се одвива секојдневно. Вале, има напишано коментар за твоите дневни ритуали. Дали можеш да кажеш кои се твоите дневни ритуали? Моите лични ритуали, да. Јас секојдневно, значи, визуализирам, се програмирам, поготово кога е ова вака, значи, дури некогаш двој или тројно зголемувам во време траење, бидејќи навистина, кога чувствувам вакви потресни ситуации, секако дека делува на мојата енергетика, на мојата психа и нормално моите лични ритуали вообичаено траат наутро
5 до 10 минути, во текот на денот на неколку пати 5-6 минути и навечер секако некои се 10 минути. Не е тоа некое време, некој ќе рече немам време, меѓутоа сепак за благосостојбата моја, благосостојбата на сите околу мене што сум јас, во контакт со другите луѓе, не секогаш јас не сум робот, нели? Но моите ритуали се тие. Комбинација од програмирање, визуализација, повлекување на чувство на одредена емоција, бидејќи емоцијата фактички ни одредува вибрацијата автоматски, фреквенција, односно временската линија по која што се движиме. Може би ова е вака накратко што јас преминувам и со години тоа го правам, бидејќи реално без ментални вежби човек ќе биде постојано на автопилот и едноставно ќе биде фрлан во прилики неприлики како што носи денот. Значи потребна е една стабилност во себе, познавање на својот внатрешен свет, за да може тие ритуали секојдневно да се прават во форма на визуализација, кој што сега ќе споделам, особено со оние кои што чувствуваат целата оваа енергетика. Вежбата е визуализација, најдобро е да се прави во опуштена ситуација, односно кога телото е релаксирано. Тоа е најдобро, да се бале штом ќе се разбудите. Да не ги отварате веднаш очите, да не изрипувате од креветот, значи да биде малку една смирена ситуација. Колку може биоритмот да го подесите, да не ве буди нагло некој аларм, вие да сте во некоја трка со времето, додека сте во тета брамаве, додека сте во смирена ситуација. Да направите следната визуализација. Створете визија во вашата свест, односно на вашиот ментален екран, дека низ вашата глава се спушта сребрена светлина. И таа, како една сребрена река, тече низ вас и доаѓа до вашето срце. Оваа сребрена светлина, откако ќе го исполни комплетно целото ваше тело, да го исполни срцето двојно или тројно. Значи густината на оваа енергија што се спушта од темето на вашето глава, да го исполни вашето тело, но кога ќе дојде до срцето да почне да го полни малку повеќе, 2 до 3 пати повеќе. Кога се наполнат сите клетки, целото тело со сребрена енергија, створете визуализација дека од вашето срце едноставно зрачи сребрена енергија кон надвор. Осетете го овој сноп на сребрена енергија, бидејќи таа има способност да дематериализира секакви тешки енергии. Откако ќе го направите ова со сребрената енергија, вториот дел од визуализацијата, замислете златен штит околу вашето тело. Златниот штит да биде како што оди нашата аура, може да биде во круг, може како нашата аура. Едноставно да ставите како златна светлина, која што е во облик на штит околу вашето тело. За сите оние кои што имаат малку посилна енергија и сакаат тие да делуваат на полето, односно на колективот, може да створат визија дека едноставно таа златна светлина, каде вие да поминете,
едноставно зрачи од вас. Пуштете во телото, сетете во ова енергетско бањење. И створете слика на комплетна благосостојба на вашето тело. И осетете како таа тензија, што треба да направите денес, едноставно излегува од вас. Оваа опуштеност задржете ја неколку минути, најмалку 7-8 минути. И верувајте, ова е подобро отколку да проверувате што има на социјалните мрежи, бидејќи така правите сами вашата свест да влезе во ниска вибрација. А кога сте во ниска вибрација не може ништо добро да се случи. И овдека сега вежбаме подигање на вибрацијата, бидејќи во подигната вибрација на свеста вие носите други мисли, делувате поинаку на околината, за себе носите некои уведомосни одлуки. Наместо да влагувате во нервози и трпение, направете. Секако емпатите, ова го знаат, може би некои го прават, некои забораваат, не го прават редовно, бидејќи изискува малку внатрешна енергија, но многу е ова подобро отколку, да речеме, да земате нешто за смирување или не знам. Ако земате редовна терапија, тоа ќе си го земете, тоа не станува збор, меѓутоа зборувам за оние луѓе кои што спорадично наместо таблета можете да користат оваа вежба. Вежба број 3, една од наједноставните за правење, престој во природа. Престојот во природа е толку ефикасна алатка да ние едноставно просто не можам да разберам зошто не ја користиме, бидејќи самата природа е Божја креација и ние со самиот престој во природа буквално сме на еден начин присилени нашето тело да се синхронизира со природната фреквенција, вибрација што ја дава природата. Особено престојот на сонце, зборувам во некои, да кажеме, утрински часови од денот или попладневни часови, она пријателско сонце, кое што и tekako на сите ни е потребно. Луѓето се плашат од сонцето, тури ставаат, не знам, очила или се мачкаат, меѓутоа едно пријателско сонце буквално делува на нашиот имунитет, делува на директно производство на витамин D и секако прием на светлосни кодови. Ние сме зависни од сонцето и тоа е една благодат што ја имаме. И наназад сите цивилизации гледаме дека едноставно сонцето е вистина благодат за нашето здравје и за нашата благосостојба. Престојот во природа, значи не треба ништо посебно да правиш, едноставно по само 20 минути поминати во прошетка или во било каква работа во природа, некогаш и садење, допир со земја или било што во природа, по само 20 минути приморано е вашето тело да се синхронизира со таа фреквенција. Вие едноставно нема да се чувствувате како што се чувствувате кога сте во бетонски зидови и кога сте покрај телефон, каде што знаете што се случува, се излачува синтетички, значи допаминот, а тоа или води едно време би е добро и ако се сеќате исцрпено и буквално ве носи во тага во депресија. Не таа една игра, една коцкалица, каде што се испумпува од вас преку скролање. Неограничена количина без контрола се излачува допамин, кој што откако ќе прекинете со скролање, многу лесно дел од популацијата преку во тага едноставно се исцрпува и нормално да овие коцкалици се случуваат поради законот на универзумот за поларитет. Кога многу чувствувате задоволство, по некој време мора да дојдете во баланс, значи мора да се случи нешто негативно, за да вие се вратите
во еден баланс. Следната вежба се вежбите со дишење. Ние на природен начин, кога имаме тензија, едноставно ќе издишеме. Било кој што не вежбал, сега ќе го потсетам, што фактички природно ние чувствуваме. Значи, кога сме тензични, само и ќе издишеме. Така. И ние веднаш како се случува некој ресет на тело. Оттаму, да ги само насочам луѓето кои што не практицираат вежби со дишење, значи кога вие практицирате вежби со дишење, буквално целата тензија прекинува, бидејќи кога сте под тензија имате плитко дишење, нема длабок стив, нема вежби и не може да се направи ресет за да се ослободиме од тензијата. Ако сте приметиле животните, например, имаат еден инстинкт на тресење, каде што гледа тензијата да ја истресе, а ние да речеме кај нас многу лесно тоа може истото да го направиме преку одредена техника на дишење. Веќе ја објаснив и во едно друго видео ова техника на дишење, сега ќе ја повторам. Значи, техниката е 4-7-8, внесувам бројам до 4, вдишувам, задржувам 7 и испуштам 8. Тоа би изгледало вака, уште еднаш ќе појаснам. И последната вежба, поврзување со повисока мудрост. Под број 1, автоматско пишување. Ова е процес кој што може да се проба, некогаш не делува од прв пат, но доколку се повторува оваа вежба, може да се добро усоврши. Секој од нас има повисока свест, повисока мудрост и доколку побара ќе му се даде тоа право, бидејќи ние сме божествени суштества, ние имаме пристап до повисока мудрост. Најчесто ни доаѓа кога сме во смиреност, што ние точно да направиме, односно начин како да слушаме нашата интуиција. Интернационално овој термин може би ви е познат како higher self или повисока свест. Но како да дојдеме до тој момент? Потребна е смиреност пред да се спушти информација. Информација од повисока свест не можете да добиете кога сте будни и под стрес. Будни, велам, кога сме во бета, бранова должина на мозокот, кога сме под алерт, под аларм, ние не можеме да добиеме од повисока свест некоја порака. Секоја што се случува во алфа, односно кога сме малку релаксирани, кога сме смирени, без некој да даваме напор од себе. Фактички, ова е начинот како ние развиваме десната хемисфера, односно нашата креативност. И кога влезете малку во опуштена ситуација, прашај се себе си, која мудрост ми е потребна сега? Која мудрост ми е потребна сега? И дозволи сами да се спуштаат зборовите. Нема да ги мислиш одговорите, само отвори се за прием на водство од повисока свест. Секако, кој не го вежбал ова, нормално може би ќе му делува чудно, но ние сите имаме пристап до нашата повисока свест. Некој може би ќе го отфрли ова, но видите, на крајот и не е наменето за сите. Тоа е наменето само за оние кои што навистина работат на себе, кои што навистина сакаат да се отворат, да се го подобрат својот живот, а преку подобрување на собствениот живот да влијат да направат позитивна промена и на сите други околу нив.
Бонус вежби за сите оние кои што поминуваат низ болка, бидејќи овие болни настани тригерираат и потисната болка во нас. Пред спиење можеме да побараме помош од повисока свест или од повисока сила. Сите ние веруваме во виша сила и таа реално постои. Пред да заспиеме, пред да заспиеш, можеш да поставиш барање на повисока свест да ти дојде преку сон одредено водство, одредена порака, која што тебе ќе ти помогне да оваа ситуација во која што се наоѓаш полесно ја поминеш или како полесно да излезеш од таму од каде што си. Луѓето постојано бараат некој друг да им каже некој совет, но верувајте, сите ние имаме мудрост. Не може никој да каже, сите сме со индивидуален, уникатен блупринт. Имаме наша уникатност. Не може никој друг за мене да одлучи што е добро. Можам само јас, бидејќи клучот за мојата позитивност, за мојата победа, за она што е за мене добро, само во мене се наоѓа. Тоа не може да ми го даде некој, ни еден друг. Може некој да ми го покаже патот, како полесно да дојдам до тоа што е во мене, до повисока свест, како да се поврзам. Но самото решение и самиот процес се наоѓа во нас. Едноставно, матрицата и начинот како сме ние учени, да сме програмирани, да сме безпомошни, не довела да се одвоиме од нас. Потребно е вртење кон себе, за да се дојде до тој клуч, за да се дојде до таа интуиција и некако да се излезе од егото, кое што на крајот особини да е нашиот, за жал, најголем непријател. Целта на сите вежби е баш тоа его да стане свесно, да не е на автопилот, да не бара од надвор некакви решенија, да се сврти кон себе, кон својата внатрешност, кон внатрешната интуиција и да се развие поврзување со повисока свест. Ние не сме машини. Ние не можеме да обстоиме како машини. Ние сме божествени суштества кои што имаат свој биоритам, своја емпатија, своја свесност, своја сила. Секако дека секој од нас се чувствува безпомошен. Во реалноста ние сме многу моćни битија. Не случајно толку многу сме потиснати од сите овие настани. Знаете кој силно се потиснува? Само тој што е навистина моќен. На крајот од видеово ќе споделам вежба, процес, кој што ќе помогне на оние кои што поминуваат низ болка и кои што изгубиле некој близок во сите овие несреќни настани. Верувајте, овие мали символични процеси ќе помогнат да се малку намали болката доколку поминуваш низ процес на жалост или загуба за некој близок. Процес број 1. Ослободување преку вода. Земи малку време и одвои се од другите. Застани. Насамо. Земи пенкало и лист и запиши ги сите чувства кои што на болка кои што ги чувствуваш сега. Опиши ја целата болка што ја чувствуваш и каде ја чувствуваш во тебе. Напиши зошто ти е крив, зошто жалиш. Извади ја оваа болка што ја чувствуваш во тебе и стави ја на хартија. Се очекува од луѓето брзо да поминат низ болка, да се цврсти, да се силни, но тоа не е патот. Никогаш патот не е да сме толку цврсти и силни, бидејќи така можеби и ќе се скршим. Потребно е емоциите да излезат од нас. Отсуството на оние што ги сакаме,
секогаш ќе придонесува болка. Овој процес ќе ти помогне барем малку ово да го надминеш. Напиши сите емоции кои што ги чувствуваш: тага, жал, гнев, лутина, вина, чувство на недореченост, прекин, отсуство на љубов, огромна тага, огромна болка. Сите емоции запиши ги што ги чувствуваш. Се што сакаш да кажеш, напиши на листот. И потоа земи голем стаклен сад и стави ја хартијата во него. Сега замисли дека сите овие емоции се топат во оваа вода, се разводнуваат. И од оваа вода кон тебе зрачи исцелителна енергија. И сега прашај се себе, дали таа личност што ја сакам би сакала да се чувствува вака, како што ти се чувствуваш сега? Што би сакала таа личност што ја загуби? Да ти размислуваш сега, како таа личност што ја загуби би сакала ти да се однесуваш сега. Процес 2. Медитација со пламен од свеќа. Запали една свеќа за личноста која ти не достига и испрати им светлосни мисли. И потоа визуализирај го овој пламен како извор на надеж. Визуализирај го овој пламен како извор на надеж, а не на загуба. И на крајот од видеото порака до сите светлосни работници кои што споделуваат неуморно. Не има и овде по Македонија. Знам дека голем дел од вас ја гледаат мојата содржина, исто и јас ја гледам вашата. Порака до сите да продолжат да споделуваат контент кој ќе помогне на колективот, бидејќи само така ќе придонесеме сите ние заедно да одиме на некоја нова патека, каде што ќе градиме некои нови, поинакви одлуки и некаква нова позитивна промена. Едноставно, сами да создадеме нова ера.